Управните одбори во институциите од државната управа, како агенциите и фондовите, ќе се намалуваат на 3 члена, кои треба да бидат бирани на оглас и јасно утврдени критериуми, а не назначувани од владата. Ова го предвидува предлог законот за висока раководна служба, кој како што најавуваат од Министерството за јавна администрација, би требало да биде објавен на ЕНЕР до 31 декември. Законот инаку е дел од пакетот закони и подзаконски акти, а кој требаше не да биде објавен на ЕНЕР до нова година, туку да биде усвоен од собранието до нова година, зашто од надлежното министерство информираат дека доцнењето е поради локалните избори. Доцнењето, односно неносењето на двата закони за висока раководна служба и за реорганизација на државната управа до крајот на декември ќе значи околу 6,4 милиони евра помалку финансиска помош од Европската унија предвидени со реформската агенда. Подзаконските акти пак поврзани со реформата на јавната администрација, чиј рок за носење исто така истекува на 31 декември, но за кои не е задолжено Министерството за јавна администрација, дополнително ќе значат уште 4,2 милиони евра помалку за Македонија од Европската унија. Недонесената правна регулатива за реформа на администрацијата во предвидениот рок вкупно ќе ја чинат земја 10,6 милиони евра помалку средства од Европската унија. Од Министерството за јавна администрација уверуваат дека двата закони за кои тие се надлежни за реорганизација на државната управа и висока раководна служба сепак ќе бидат донесени во ново грејс периодот од 12 месеци, односно рокот кој им го дава Европската унија како поправен испит на државите и институциите да си ја завршат преземената уврска со реформската агенда. Министерството, како што информираше министерот за јавна администрација Горан Минчев, за 2026-та пак има зацртано до јуни да се смени и законот за влада. Тој најави дека по нова година ќе почнат консултации со сите политички чинители по кои ќе се знае дали ќе се укинува пржинската влада за време на парламентарни избори или ќе се носи нов закон за да се утврди улогата на опозицијата во новите министерства како тоа за јавна администрација и енергетика. Законот за плати пак е преголем залак за неговото министерство, вели Минчев, односно дека Министерството за јавна администрација нема доволен капацитет само да го направи, но ти е подготвено да го организира процесот во кој би се вклучиле и други чинители во негово подготвување. Минчев не сакаше денеска да лицитира со датум кога овој закон би бил скроен. Што се однесува до реорганизацијата на вработените во неговото министерство, кое Минчев го најави пред околу 14 месеци, тој на брифингот информираше дека е се уште во тек, но ти се уште стои на ставот дека 35 до 40% од вработените го носат товарот во министерството, но ти веќе нема бројката од 35% вработени кои не доаѓале на работа или биле ангажирани договорно.